Екипата на Джингл телевизија се наоѓа токму во срцето на Скопје, каде што повторно се случува по долги години звукот на Скопје. Токму тука вечерва ќе настапи и големата звезда, една од најпопуларните во моментов токму Констракта. Останете со нас да видите што се ќе се случува токму овдека во бекстејџот на звукот на Скопје во организација на Културно-информативниот центар Скопје и Пакомак. Пакомак овој Sound of Green ваков Sound of Green организира по последниве 10 години и помина во една традиција. Што е карактеристично, што за добра музика ви треба само едно шиши или лименка за влезница. Значи влезницата е едно шиши или лименка, со тоа ја подигнуваме свеста кај населението, кај младите, за да знаат дека отпадот треба да се селектира, за потоа да го рециклираме. Уште една специфика е што овој пат Sound of Green го правиме заедно со град Скопје, со Kids, како дел од нивниот дводневен настан звуците на Скопје. Овој настан тука, значи со овие три бенда што свира е поддржан од Пакомак. Изборот на Констракта е на Kids и на Паспорт продукција. Меѓутоа добро се вклопи со и незината порака за екологија, за заштита на животната средина. Па и тоа беше, значи секако и на тоа мора некако Пакомак да внимаваме, значи да се споиме со таква идеја, таква мисла, таква порака да пренесеме на посетителите, на сите оние кои што ги следат овие настави. Мислам дека нема поактуелно име во моментов во регионот па и во Европа, кое што едноставно сметаме дека Скопје треба да го види. И од таму базично потекнува идејата да ја видиме. Мислам дека доста гледавме излитени имиња, чија што кариера одамна завршила во Скопје, така што редно беше веќе да видиме некое име кое што во моментов е актуелно апсолутно и во комбинација нормално со локални артисти кои што млади артисти како Дина Јашари, како Хајка на Доаѓачки кои што исто така значат за локалната сцена. До сега овој фестивал до минатата година се викаше Звуците на чаршијата, оваа година решивме да го ребрендираме како Звукот на Скопје. И сега како една, да речеме, прва година решивме да биде фокусирано во овој дел од градот. Чаршијата веќе е живо културно и туристичко јадро, па сметавме дека треба да заживееме и други простори, како паркот Ивни Пајка, кој што е еден прекрасен простор за ваков тип да настани. Овој простор исто така се испостави дека е извонреден за концерти. Пред некој ден тука баш на ова место го видовме Стиван Трпчевски. Една убава изложба на бразилски уметници е во самиот културно-информативен центар, во галериите. И генерално се тоа локациите на кои што ќе бидат концентрирани настаните оваа година. Еден концерт на германските артисти Диас Војтес Дуо ќе биде во Турска чаршија утре. И само тоа ќе биде така малку понастрана, другото ќе биде генерално фокусирано. Јас сум непозната уметница на свет. Така ме знаат као непозната уметница на свет. И творам, јас немам одмор, немам ден одмор, работам. Кога си уметник мораш да работиш секој ден. Во моментов работам еден проект за кој не сакам да откривам тајна, има врска со звук. Еден звучен концепт, една звучна идеја која се уште е во процес на така да нема да раскажувам многу, ама е така автентично.
pozdrav, moje ime je Konstrakta, a vi gledate Jingle TV. Messi firma in corpore sano, animus tristis in corpore sano, mes de spirito in corpore sano.